Соединетите американски држави имаат многу вложено во македонското општество, пред се за унапредување на демократските процеси, вели Љупчо Ристовски, председател на Интегра, нова политичка партија од пред 6 месеци присутна на домашната политичка сцена. Денеска на средби со американски конгресмени во Вашингтон, Ристовски сака да потенцира дека сепак уште многу треба да се работи на демократските процеси, како дел од стратешкото партнерство на САД и Северна Македонија. Ние никој пат не постигнавме полна демократија во Македонија, иако американската држава има вложено повеќе од $1,250,000,000 грантови во македонското општество, меѓу кои доминантно за развој на демократијата. Америка е моќен, но и силен пријател и поддржуваш на Република Македонија и затоа проценивме дека тука треба да ни биде почетокот на нашиот пат на овие меѓународни пријателства. Ристовски вели дека во Вашингтон дошле за пред американските пријатели на земјата да ги изложат своите анализи на актуелниот политички момент и да предложат решенија. Американските партнери ќе ги убедиме дека мора да се отвори процес во Македонија за нови политички визии, за нови политички структури, за нови ликови во политиката, за морално доблесни ликови, за нови вредности во политиката, за интегритет во политиката. За да се оствари тоа, сметаат дека е потребен нов изборен модел со една изборна единица, решителна борба со корупцијата и независно судство. Ако Македонија не расчисти со високиот политички криминал од претходното режимско раководство 11,5 години, па дури ако не расчисти со криминалната приватизација од пред години во периодот 94 до 98 година, каде што Социјалдемократскиот сојуз беше идеолог и извршител, ми се чини дека македонското општество ќе оди на патерица. Да го ослободиме конечно судството од она менгеме во кое го стегаат овие две партии во сиви изминати 30 години. Што се однесува до евроатлантските интеграции, Ристовски вели дека процесот кон НАТО не е загрозен, но процесот на приближување кон Европската унија е сериозно загрозен, најмногу поради ставот на Франција. Смета дека ваквата состојба ќе потрае барем додека не заврши Брекзит.